Пелистер со убедливи 25-14 славеше на домашен терен против екипата на Радовиш, но само во некои моменти од надпреварот ја покажа својата надмоќност. Се чини дека кај играчите на Битолски Пелистер, иако е четврто коло, се уште постои една ментална бариера, па влегуваат стегнато во надпреварите, па првото полувреме беше сосема неизвестно. Иако пелистерци во текот на првите 30 минути постојано одржуваа позитива од 2 до 3 погодоци, сепак на пауза поради големиот број на технички грешки кај домашната екипа се отиде со идентични 9:9. За резултатот да не биде негативен на крајот од првото полувреме, може да се каже дека најзаслужен беше голманот Колев, кој имаше неколку одлични одбрани. Тренерот на домашната екипа Касим Каменица, кој во текот на целиот надпревар реагираше доста темпераментно кон своите играчи, се чини дека на паузата ја убеди својата екипа да се прикаже во вистинско светло. Гостите го постигнаа првиот погодок во второто полувреме и за прв пат на надпреварот дојдоа во водство. Но тоа беше единствено што можеа да направат против расположените во второто полувреме играчи на Пелистер. По резултатот 9:10, домакините направија серија од 8:0 па поведоа со 17:10 и се чини дека во тој момент надпреварот беше решен. Гостите во неколку моменти се обидуваа да го намалат водството, но без успех. Домакините со неколку брзи погодоци преку контранапади се осигураа дека бодовите ќе останат во Битола. Тренерот Касим Каменица по надпреварот истакна дека неговата екипа одигра на ниво само во второто полувреме и истакна надеж дека во наредните надпревари ќе ја прикажуваат истата игра уште од самиот старт. Кај домашните најефикасен беше Бојан Маџовски кој постигна 6 погодоци, од кои 5 беа во второто полувреме. Од останатите, Вешовски, Рајатовски и Везенковски постигнаа по 3 погодоци. За екипата на Радовиш по 4 погодоци постигнаа Соколов и Левов. Во наредното петто коло кое ќе се игра на 12 и 13 октомври, Пелистер ќе гостува кај екипата на Работнички.